Ова е за храбрите, за вредните и успешните. За оние кои работат од дома и од канцеларија. За оние кои имаат ново работно време, но и нов начин да стигнат до своите клиенти. За оние кои секој ден се прилагодуваат на новите предизвици и новите бизнис потреби. Затоа, одберете од новите A1 Combo бизнис тарифи. Искомбинирајте неограничен интернет со фиксна линија и добите 6 месеци без претплата. Плюс, додадете 2 мобилни линии, секоја со 40 гигабајти мобилен интернет на најбрзата мобилна мрежа во Македонија. Дополнително, добивате и 2 Samsung смартфони за 0 денари. A1. Секој твој свет. Што е тоа брзина? И што ги прави нештата брзи? Како да знам што е брзо, а што најбрзо? Дали можам да ја допрам брзината? А што ако сум брз како светлината? Дали ќе можам да патувам меѓу звездите? Сурфајте и истражувајте на најбрзата мобилна мрежа. A1 ви овозможува најбрз мобилен интернет на секаде во Македонија, потврдено со мерењата на АЕК. A1. Секој твој свет. Почитувани, добар ден. Најпрвин да се извиниме за малото доцнање и ве информираме дека оваа конференција ќе се стримува во живо на профилите на A1 Македонија на YouTube и на LinkedIn. Сега можеме и официјално да започнеме. Имам чест и задоволство да ви посакам добре дојде на третата конференција Women in Digital во организација на A1 Македонија, која годинава се одржува под наслов "Моделирајќи го светот со вештачката интелигенција". Како што кажавме, настанот ќе може да го проследите во живо на профилите на A1 Македонија на YouTube и LinkedIn и ве охрабруваме да го споделите линкот со вашите пријатели, колеги, соработници, сите да се вклучат и да го следат овој настан, затоа што ќе разговараме за навистина интересна, актуелна тема, значајна за сите оние кои што допрева го почнуваат или веќе длабоко се навлезени во процесот на дигитална трансформација. Честа е навистина голема да се биде домаќин на ваква конференција, особено поради фактот што A1 Македонија како компанија ја живее дигиталната трансформација, го поттикнува дигиталниот начин на живење и работење, не запира во промовирањето на придобивките од дигитализацијата, истовремено нудејќи решенија за предизвиците кои се поврзани со овој процес. При тоа, комплетно се анулираат родовите разлики и единствено што се препознава се способноста, вештините и знаењето. Денес ќе разговараме за потребата од развојот и влијанието на вештачката интелигенција во бизнисот, и тоа со врвни експерти од областа кои ќе го поделат своето знаење со нас, ќе ни ги пренесат нивните искуства на оваа тема и навистина ќе имаме што да научиме. Сите што не следите, и ве охрабруваме да не следите до крај, затоа што на крај ќе имате можност и да поставите прашања до панелистите, но исто така и да учествувате во награден квиз и на крај оние кои што најбрзо ќе одговорат на точните прашања да добијат и награда. Конференцијата за официјално отворена ќе ја отвори извршниот директор на A1 Македонија, господинот Методија Мирчев, со своето видео обраќање ќе ни каже повеќе за тоа како A1 Македонија ја живее дигиталната трансформација, како и за примената на вештачката интелигенција во работењето на компанијата. Добре дојдовте на третата поред Women in Digital конференција организирана од страна на A1 Македонија. Ова е единствената конференција од ваков тип во која се истакнува огромниот придонес на жените во дигиталната трансформација во бизнис сегментот. Би сакал да истакнам дека ми представува огромна чест што сум дел од компанија која во својот тим има повеќе од 51% жени и повеќе од 42% жени на раководни позиции. Овој податок е за поздрав и е само уште една потврда на огромната улога
која имаат жените и во дигитализацијата на општеството. Секоја година, конференцијата Women in Digital е настан на кој ги дискутираме новините во светот на дигитализацијата. Па така и оваа година ќе се осврнеме на едни од најактуелните теми во овој момент, а тоа се вештачката интелигенција и автоматизацијата. А1 Македонија е компанија која е свесна за можностите кои ни ги нудат овие технологии, кои се придобивките од автоматизацијата за нашето интерно работење, но и како самата вештачка интелигенција може да даде придонес за корисниците преку услугите кои ги нудиме. Токму затоа го развивме и виртуелниот асистент четбот од Славчо, кој со користење на напредна NLP технологија и вештачка интелигенција може да разговара со корисниците и да им даде целосна поддршка за брзо и едноставно да ги платат своите сметки, да надополнат кредит, да активираат или деактивираат некои од своите услуги, но исто така им обезбедува и техничка поддршка за користење на мобилни или фиксни услуги на А1 Македонија. Покрај Славчо, во компанијата имаме развиено и користиме роботи кои ни помагаат во автоматизацијата на интерните процеси, за поголема ефикасност на нашиот тим и сето тоа повторно за да обезбедиме подобар квалитет на услуга до крајните корисници. Но свесни сме и за тоа дека новите технологии носат промени и во вештините кои луѓето треба да ги поседуваат. Во таа насока ја развивме програмата A1 Future Hub за нашите колеги од A1 Македонија и A1 Хрватска, која ќе понуди развој на нови компетенции како одговор на предизвиците на новото време и ќе го овозможи професионалниот раст на секој член од A1 тимот. Пред се, ви посакувам конструктивна дискусија и уверен сум дека од оваа конференција ќе понесеме вредни информации со кои дополнително ќе закнеме нашата улога во процесот на дигитализацијата на општеството. Ви благодарам. Благодарам на господин Мирчев и го најавувам видеообраќањето на господинот Јетон Шакири, министер за информатичко општество и администрација. Почитувани, со големо задоволство ја прифатив поканата да бидам дел од овој значаен настан кој ги обединува бизнисот, науката и образованието. Ваквите настани инициирани од бизнис секторот се дополнителен катализатор за размена на мислења, искуства и добри практики и знаења. Изразувам силна поддршка за придонесот што А1 Македонија, Република Северна Македонија успешно и европски да се справи со сите предизвици кои ги носи долгиот и сеопфатниот процес на дигитализација, а кој несомнено ќе донесе придобивки за сите. Дигиталната технологија и дигиталните алатки се суштински за виталност за општеството и предвижување на економијата, а од денешната перспектива на ковид време се суштински дел за нејзино опоравување и зајакнување. Свесни сме дека дигиталната трансформација е процес што се налага вложување во човекови капитал, системи и процеси. Затоа заедно со нашите партнери од бизнис заедницата правиме големи напори во овој сегмент со цел да создаваме соодветни услови за понатамошниот развој. Денешната конференција е уште еден чекор со кој се доближуваме кон успешната примена и целосно искористување на можностите кои наредната технологија и вештачка интелигенција ги обезбедува. Владата преку МИОА е цврсто решен во своите заложби да го користи придонесите на ИКТ индустријата и да создаде напредно информатичко општество со тоа да ја зголеми продуктивноста, ефикасноста и иновациите во јавниот и приватниот сектор. Во таа насока би сакал да напоменам важните регулативи кои ги имаме донесено. Законот за електронски управување и електронски услуги, Законот за централниот регистар на население и Законот за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, со што се обезбедени законски услови за брзо и непречено процес на дигитализација. Нашите визии пак се вградени во донесените стратегии. Стратегијата за сајбер безбедност, стратегијата за отворени податоци, стратегијата за реформа на јавната администрација, но и предлог долгорочниот ИКТ стратегија и нивните акцијски план и националниот оперативен бродбенд план. Покрај ова, нашите заложби
продолжуваат и со операционализација на важните системи. Само дел од нив се воспоставување, одржување и широката употреба на системите од клучна важност за услугите кон граѓаните, како платформата за интероперабилност, Централниот регистер на население, Националниот портал за електронски услуги, системот за единствена најава, каталогот на услуги, но и системите кои се наменети за администрацијата, како е системот за управување со документи, системот за управување со човекови ресурси, системот за управување со учење и многу други системи. За темата на денешниот настан, вредно е да се спомене дека сите акти кои ги носиме и системите кои ги развиваме се родово неутрални и инклузивноста е главна нивна димензија. Во процесот на дигитализација исклучително е важно рушењето на стереотипите и промовирање на родовата еднаквост, затоа што само со знаење и способност може да одговориме на предизвиците на новото време. Зголемено учество на жените во дигиталната технологија ќе ја зајахне економијата и ќе овозможи нивно целосно учество во општеството. Ако повеќе жените влезат во пазарот за дигитални работни места, тоа може да создаде годишно зголемување на бруто домашниот производ. Едно важно прашање што треба да го поставиме е дали бројот на жените во нашата држава што се вклучени во дигиталниот процес и придонесуваат во тој е намален, останува ист или се зголемува. Ние сите сме свесни затоа дека денеска се повеќе жени се носители на важни процеси и активно учествуваат не само квантитетно, туку и квалитетно за подобрување и воведување на овие процеси. Затоа ваквите настани како денешниот се важни во овој процес со кој ние сакаме да дајме големо значење што може секој да придонесува во процесот на дигитализација, вклучувајќи и придонесот на жените во дигиталниот процес на нашата држава. Се заблагодарувам на министерот Чакири за неговото обраќање и видувањето на тема дигитална трансформација, а сега имам големо задоволство да ја најавам господја Ана Симик, која е раководител на маркетинг автоматизација и дигитална трансформација во А1 Телеком групацијата. Добре дојде за Ана, која директно се вклучува на овој настан од Виена и чиешто обраќање ќе биде на англиски јазик. Здраво и добар дан, хвала на позиву. I will switch to English now to save us all a pain of my not so good professional creation. So let me introduce myself shortly. My name is Ana Simic. I was born and raised in Belgrade in Serbia. And when I was 15, I moved to Austria, where I finished school and studied, and have been working with A1 since a bit over 10 years. I started my career in classical marketing, also with A1, but eventually it switched to digital jobs. So my job now has also, like a notion of digital jobs, have a very descriptive title: Marketing Automation and Data Value Generation. It is for sure a job that I never thought I would have, let alone understand 10 years ago what this job title would mean. So 10 years ago, this might have sounded like magic and a bit of science fiction. Maybe marketing part I would have guessed. But data and automation, that was pretty surprising. And while the story of my job is for sure not relevant for a wider audience, I think it tells a nice story about how and digitalization has shaped and changed our lives, our work, and the way, of course, we run also the companies. But the question is, why this pressure just in the last 10 years, and why this pressure all of a sudden? And I'm not even mentioning COVID acceleration. Very simple, short answer is obviously connected to technology. So the computing power has been exponentially growing since the 70s. So that now we have reached a point where we are so powerful in computing that we can literally do anything we imagine
for a very, very low price, for very little cost. A bit longer answer that I prefer goes a bit broader. Because the technology is so widely spread and so cheap, and the computing power, it's been democratized. That means a lot of people now have a lot of opportunities to try things out, to experiment, to fail without the big cost of failing. So we now have this dispersion of a lot of ideation and a lot of new things happening. And not only in business, but also in our worlds as consumers, we now are pressured to try things out, to be there, to go with the trends. So as consumers, there's the famous fear of missing out. So we want to try every new app, every new service. As businesses, we want to stay on top to be able to serve our customers best. And all of this is creating this big flywheel of new things, building up, becoming bigger. And this is creating this big pressure, in my opinion, on digital transformation. How this looks, for example, in marketing, so in my profession where I work. Marketing, traditionally, and how I started my career, has been basically about pushing messages to the consumers, like back in the good old Mad Men days. But now in year 2021, we, consumers, have simply lost patience and attention for anything that is not relevant for us. And why is it so? Because the recent study now, 2021, shows that on average, we are consuming 45 channels per day, where we communicate, shop, do things, 45 channels. In addition, we as consumers have started preferring experiences much more than brands. 87% of consumers say that they value experience more over brand. And this we as a company really need to take seriously. So we need to take all of the tools and all of the opportunities out there to help us still remain relevant to our customers, to still find a way to their hearts, to find a way to give them great experiences, such as said, to remain relevant. And for this, data is helping us, automation is helping us to manage this overwhelming amount of different individual complex realities. And as said, this we really need to take seriously, and we are taking seriously as they want. There's another really nice example that I stumbled upon on the weekend that fits also to the area of marketing. There is a little company in Germany that is doing nothing else but searching the search behaviors of us consumers and looking to the questions where there are no solutions to the problems. And then they go back and then they produce this, it's consumer goods company, and then they produce these products in a very short production cycle, 2 to 3 weeks. They try it out in this niche market, and if it works, they scale. They have currently a portfolio of 300 products that they're producing in the little factory. And you can just imagine if there is this one company in Germany doing that, how many other companies, thousands of ideas as well, out there globally there are that are doing exactly this. Looking for solutions where there are no problems, solutions to the problems which are not there, and trying to fix them very, very, very quickly. And this is also an opportunity, and I guess something that we as companies work on and try to really invest also in people and skills to stay at the top. But there is one question still that I ask myself with all these opportunities and pressure. What do we as people, how do we need to lead? How do we need to work to still remain and be successful and to be useful? And for that, I don't have one answer, but I would like to offer you 3 ideas. First, I think we could start to think and work a bit more like scientists. What do scientists do? They try to not prove they're right, they try to validate their hypothesis. So they go from proving the point to improving every day. And this improving little by little every day is something that I think we could all embrace to be more successful. Secondly, I think we could
simply be more courageous. As mentioned, the price of failing is really not so high anymore. So let's just unleash our creativity and be courageous, try things out. Simply do more because we can. And I think the last point is not so much individual. I think it's something that could help us actually connect each other more. We could embrace communities. We can find communities of like-minded people, of experts, locally, internationally, wherever. We can connect each other more and try to figure all of this out, not by ourselves, but together as a community. So, to wrap it up, whatever your job title might be, it might be a completely different one in a few years or in a few months. And whatever you do, I do believe there hasn't been a better time to thrive, to grow and to learn than this digital journey, digital transformation journey we're all on. So I do hope that also as women in digital, we women in digital will recognize this as a great chance to deliver a great contribution and grow as humans. Thank you very much. Ова е за храбрите, за вредните и успешните. За оние кои работат од дома и од канцеларија. За оние кои имаат ново работно време, но и нов начин да стигнат до своите клиенти. За оние кои секој ден се прилагодуваат на новите предизвици и новите бизнис потреби. Затоа, одберете од новите A1 Combo бизнис тарифи. Искомбинирајте неограничен интернет со фиксна линија и добите 6 месеци без претплата. Плюс, додадете 2 мобилни линии, секоја со 40 гигабајти мобилен интернет на најбрзата мобилна мрежа во Македонија. Дополнително, добивате и 2 Samsung смартфони за 0 денари. A1. Секој твој свет. Инспиративното обраќање на Ана Симик ни дава сосема убав вовед за дискусијата, дебатата која ще следува и ви ги представувам учесничките на панел дискусијата. Тоа се господја Маја Милосавлевска-Наумовска, директорка на одделот за техника во A1 Македонија, госпогица Ивана Доневска, извршна директорка и раководителка на секторот за податоци и аналитика во USAA Enterprise AML од Чикаго, госпогица Симона Атанасовска, раководителка на одделот за истражување и развој во Коутвел и господја Ирена Ивановска, раководителка на одделот за IT едукација во Семос Едукација. Кон крајот на минатиот век, бројни научно-истражувачки центри и приватни IT компании започнаа многу посериозно да се занимаваат со развојот на вештачката интелигенција и еден од највпечатливите настани за кој што се уште се зборува и остана запаметен во историјата на развојот на вештачката интелигенција е победата на суперкомпјутерот Deep Blue на IBM над Гари Каспаров, тогаш најдобриот шахист и еден од најдобрите на сите времиња. Ова всушност се смета дека е превратен настан во развојот на вештачката интелигенција и еден вид на врата која што отвори нејзина многу поширока и поголема примена во голем број на области. Но прашањето е кој всушност го победи Каспаров и дали може нашите денешни панелистки сосема накратко и најпластично, наједноставно да ни објаснат што всушност е вештачката интелигенција? Вештачката интелигенција создава програми кои делуваат како да имаат човечка интелигенција. Односно, овие програми извршуваат задачи на ниво на способноста на еден човек, па дури и подобро од човекот. Како што е примерот со Deep Blue, чија задача која што извршува беше да игра шах на ниво на способноста на човек, а се покажа дека може да го направи тоа дури и подобро од најдобриот. Јас би се надоврзала тука, значи победата на Deep Blue според мен има стварно символичко значење, бидејќи од тој момент вештачката интелигенција во светот најави дека со добри чекори се приближува кон интелигенцијата на човекот, а исто така самата победа над еден од најголемите интелекти, шампиони како што е Каспаров, секако го потврди сето тоа. Накратко кажано, не би се повторувала слично како и Симона, вештачката интелигенција ги вклучува компјутерите во работи кои што вообичаено бара некаква
човечки интелектуален ангажман до тој момент. Тоа значи дека за таа цел потребно е да компјутерите да имаат можност за учење од многу податоци, учење од нови податоци, изработка на специализирани и комплексни алгоритми со кои што ќе направат класификација на тие податоци, анализа на тие податоци, од истите ќе извлечат одредени заклучоци и препораки. И веќе Јана го спомна тоа и со тек на време ќе се подобруваат со цел да постигнат подобри предикции и предвидувања за во иднината што треба се направи во одредена ситуација. Значи тоа е нешто слично како и развојот на самиот човек од дете кон адолесцент, практично во тој процес на собирање на искуства и знаење со текот на времето човекот станува попаметен кога ќе стане адолесцент. Јас исто ќе се надоврзам, ќе ја синтезирам дефиницијата, мојата дефиниција за вештачка интелигенција во 3 или 4 реченици. Јас ја гледам вештачката интелигенција како интуитивно испрограмиран код, значи што му овозможува на хардверот да се однесува адекватно и да исполнува некоја функција која што на нас како луѓе ни е потребна. Според еден професор на University of Chicago Booth, бизнес школата, Джим Шрейгер, тој ја класифицира интуицијата како подсвесно знаење. Значи би кажала дека вештачката интелигенција е баш тоа, пренесување на знаењето во машината и давање на правила за размислување во форма на код до машината. Знаењето може да биде сортирано во различни податочни структури, правилата на резонирање може да бидат линеарни, може да бидат покомплексни математички функции кои што ги поврзуваат податоците со некоја веројатност, одредуваат кои правила се највозможни за апликација во одредена ситуација. И затоа би кажала, би завршила со однесувањето кое што на нас ни доаѓа природно, на машините им е потребно да им се зачува како меморија, и тоа може да се нарече некој тип на вештачка интелигенција. Да, би се надоврзала јас како и моите драги колешки. Кој го победи Каспаров? Па се знае, ученикот го победи учителот. За мене вештачката интелигенција е насекаде околу нас. Од телефонот кој што го држам во рака, па се до роботот кој ми го донесе утринското кафе во хотелот кој што престојува во Америка. Она што беше интересно, одев по роботот и ми беше интересно пред кој лифт ќе застане, затоа што на спратот имаше 6 лифтови и точно застана пред лифтот кој што најбрзо дојде. Интересно беше дека се движеше помеѓу народот и ги известуваше дека поминува за деливери до соодветните соби. Со еден збор, вештачката интелигенција е секаде околу нас. Кога веќе вака ја дефиниравме вештачката интелигенција и констатиравме дека таа веќе е реалност, следното логично прашање кое што се наметнува е до каде во моментот е развојот на вештачката интелигенција и колку таа им е потребна на модерните компании? Еве ќе дадам одговор на тоа прашање. Значи, вештачката интелигенција е развиена, не е нов концепт, концепт кој што постои со веќе повеќе декади. Самиот бум започна во тек компаниите или тие што се наречени FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google се огромни гиганти со огромни буџети кои што можеа да си дозволат да експериментираат. И ја креира исто, мислам, и самите почетоци на IBM, значи ја креира тој го креира тој екосистем за Силиконската долина да се развие и да почне многу да се експериментира. Вештачката интелигенција помага во бизнес скейлинг, значи во развивање на бизнисите, растење на бизнисите и многу е потешко да очекуваме мали некои потрадиционални бизниси, например, веќе земам некоја локална пекара да размислува во таа дирекција. Значи треба да се знае од кој бизнис и од која индустрија може да очекуваме вештачка интелигенција и каде најпрактично да се примени, но затоа пак има многу компании, има многу стартапи кои што се или во одредена индустрија или се фокусираат на одредена нишка, како например Entity Resolution, што може да се аплицира во различни индустрии, дали е за
за тракирање на перање на пари или за cyber security, има различни апликации. Исто така во последно време многу светски и американски регулатори се покомотни со вештачката интелигенција во различни функции и дури во финансискиот сектор. Значи тоа ја подобрува ефикасноста за детекција на fraud, на cyber security threats или различни пристапи на гледање како клиентите се раководат со своите пари. Значи, исто е битно да се разликува, значи, митот и вештачката интелигенција, која што е многу практична. Има различни типови на вештачка интелигенција. Има data-driven machine learning, има model-driven reinforced learning, unsupervised networks, semantic networks, и се користат во различни прилики и секој од нив може да се користи во различни ситуации, не се сите за секој проблем. Но кога се правилно применети, генерално го подобруваат квалитетот на одлуките во бизнисот. Тоа е добро да се знае. Ана Симич спомена во своето обраќање дека ковид пандемијата го акцелерираше, практично го забрза развојот на вештачката интелигенција. За каков развој станува збор, да речеме, во изминатава година и кои се клучните придобивки кои што може да ги нотираме од тој процес? Па да, некако ковид пандемијата ги забрза сите процеси, сите компании почнаа да стануваат доста поиновативни, покреативни. Сите компании веќе имаат голем број на податоци, огромна количина на историски податоци. Едноставно, многу дојде со самата пандемија да почнат компаниите да прават анализа и да користат машинско учење со цел да видат што се случувало во историјата, со цел да ја предвидат иднината. Значи, какви одлуки во иднина би носела самата компанија. Самата ковид ситуација допринесе зголемена онлайн продажба. Сите веќе онлайн купуваме, нарачуваме и она што е интересно во позадина е машинско учење, каде што нас ни сервира што да купуваме и ни доаѓаат и реклами и продукти според тоа каков вкус и какви продукти бираме. Самата ситуација допринесе медицината да има огромен пораст. Видовме што се случи во последната година дена, да фармацевската индустрија со помош на вештачката интелигенција пронајдоа вакцини, ги анализираат, ги тестираат вакцините и сега самите фармацевски компании се надпреваруваат кој има подобра ефикасност, кој има поголема заштита. Се е благодарение на вештачката интелигенција. Веќе одредување на диагноза на пациенти во Америка е многу нормална работа. Значи, онлайн диагноза и според историја на болеста на пациентот, точно каков лек и како ќе му делува на самиот пациент. Сега сме денеска на онлайн конференција. Гледаме дека е виртуелно се случува. Големите компании, веќе Амазон, Microsoft, ги организираат во своји виртуелни студија со аватари, наместо сега физички да сме како ликови, да доаѓаме во виртуелни студија со своји аватар ликови и да си комуницираме најнормално во нашиот виртуелен свет. Бев доста импресиониран и изненадена. Пред месец дена беше Microsoft Ignite конференцијата, каде што значи се најави за прв пат најголемата платформа Microsoft Mesh. Значи за прв пат се најави платформа каде што се спои физичкиот и реалниот свет. Замислете сега, Ана, да дојдам со колопортација во вашето студио и да ме гледате во живо. Или да дојдам со некој аватар лик во вашето студио и да го терапме овој панел. Тоа веќе во светот се случува. Конкретно компанијата Accenture имаат цел спрат направено виртуелен Anti-Floor, каде што вработените работат од дома, но цела симулација се одвиваат и целата работа се одвива во тој виртуелен свет. Доручкуваат, прават состаноци заедно во нивното цело виртуелно студио. Секако веќе може и веќе се случува да двајца пријатели кои живеат сосема на спротивните страни на континентот дидат на виртуелен концерт и да доживеат да го доживеат заедно тоа шоу.
или пак постарите родители, баби, дедовци да можат со колопортација да си ги идат и да си ги видат своите синови. Значи некако пандемијата целиот процес го заврза и јас верувам дека во наредните години ова ќе биде хит и една од најбараните индустрии. Да не збориме за чет-ботовите кои што се веќе нормална работа во секоја компанија, зборам за виртуелните чет-ботови, каде што нормално немате веќе смени на вработени 24 часа, нормално не е возможно 24 часа некој да работи, затоа ни ги овозможуваат овие виртуелни агенти кои им помагаат и за продажба и одговори на сите прашања засновани на вештачката интелигенција. Така да, побит ситуацијата да е лоша како целата ситуација, но некако не направи самите компании, па и ние како СЕМОС Едукација да бидеме доста поиновативни во целиот процес. Интересно би било сега да слушнеме и како вештачката интелигенција се применува директно во компании, во поголеми компании каква што е A1 Македонија и какви ефекти при тоа дава во делот на скратување на процеси, зголемување на ефикасност и така натаму. Јас би се надоврзала малку на претходната дискусија поврзана со шахот. Генерално исто како и во шахот, така и во секојдневието постојат многу проблеми каде што генерално компјутерите преку вештачката интелигенција заедно со луѓето можат да дадат многу подобри резултати во извршување на одредени задачи отколку тоа кога би го правеле поединечно. Тоа значи дека вештачката интелигенција дава огромни можности за подобрување на ефикасноста во работењето, особено во големите компании. Дефинитивно преку автоматизацијата поврзана со вештачката интелигенција доаѓа до скратување на тие бизнис процеси и подобрување на бизнис работењето. Ке се осврнам сега малце на нашата индустрија и секако е работењето на A1 Македонија. Практично телекомуникацијската индустрија, за да обезбеди крајна услуга до својот крајен корисник, користи голем број на системи и мрежни елементи, а секој од нив за да испорача таа услуга до крајниот корисник генерира многу податоци. Значи тука се податоци за тоа дали самиот уред, мрежен елемент или систем е во ред, како комуницира со останатите, колкав е протокот на информации сообраќа во тој момент и така натаму, дали имало некаков проблем и сето тоа се запишува и се генерира како податоци. Тоа море на податоци со примена на вештачката интелигенција значително може да допридонесе за носење на одредени заклучоци и препораки за подобрување на мрежата и квалитетот на нашите услуги. Практично A1 Македонија во оваа насока веќе започна со сериозно инвестирање и имплементација и веќе имаме платформа која што е базирана на вештачка интелигенција, која што се вика Сара, тоа е групациско решение на A1 Телеком Австрија групата, но веќе имплементирано во A1 Македонија, кое што на некој начин има за цел да помогне во процесот на планирање, проширување, градење и одржување на самата мобилна мрежа. Во таа насока постојат два многу значајни модули во рамки на оваа платформа кои што практично носат значајна голема вредност за компанијата. Првиот кој што се нарекува паметно капекс инвестирање, планирање и инвестирање, практично ни возможува преку собирање на податоци од сите кели во мрежата и корисничките податоци корелирани со нив, да видиме во кои делови од мрежата капацитетот ни достигнува одредени граници на толеранција, каде треба да инвестираме, што значи тоа од аспект на исплатливост, кога тој инвестициски циклус за секој од поединечните елементи треба да се случи. На тој начин не правиме веќе годишно планирање на буџетот за инвестиција во мрежата паушално врз основа на некои историски податоци, туку едноставно инвестираме таму каде што има потреба, така што следните инвестиции ги пролонгираме за следни години, а капексот кој што го заштедуваме практично го инвестираме во некои попаметни работи, како што исто така вештачката интелигенција. Вториот модул од оваа платформа секако е многу битен исто така и допридонесува за зголемување на ефикасноста во оперативното одржување на мрежата.
Практично преку истите податоци и специјално дизајнирани алгоритми за оперативно следење се детектираат автоматски многу проблеми кои што впрочем дури не се случиле се уште во мрежата, туку има само предикција дека во некој временски период врз основа на историските податоци и некакви однесувања, патерни на однесувања би се случиле. Тие како препораки се испраќаат до техничкиот тим и инженерите кои што работат на таа проблематика со цел брзо да се интервенира, за да корисниците не забележат во иднина никаков проблем. Значи, веќе не се работи ни на превентивно одржување, туку на проактивно. Значи, го пресретнуваме проблемот однапред, без воопшто тој да се случи. Така што тука генерално има голема заштеда и во практично вклучувањето на човечките ресурси во тој процес, но секако имаме голем бенефит од аспект на корисничко искуство, бидејќи навистина самата вештачка интелигенција придонесува за тоа да спречиме голем број од проблемите пред тие да станат видливи за обкружувањето. Така што се надевам дека врз основа на нашето искуство, мислам дека сите големи компании кои што имаат репетитивни процеси, кои што имаат процеси кои што генерираат многу податоци, врз основа на тие податоци, врз основа на практично некакви патерни кои што ќе ги најдат во однесувањето, ќе можат да донесат некакви предикции кои што премногу ќе им значат во иднина за донесување на одредени одлуки во кои насоки би се движеле. Ги подсетувам гледачите, сите кои што не следат, во коментар на LinkedIn профилот на Ајден во делот каде што е настанот, таму да ги доставуваат прашањата кои ги имаат за панелистките. Сега да се вратиме малку и на големата слика. Ивана ни кажа од прилика во кои индустрии може да се применуваат практично бенефитите на вештачката интелигенција. Меѓутоа, можете ли да ни кажете и за тоа каде низината применливост всушност дава најдобри ефекти, најдобри резултати? Вештачката интелигенција е веќе примената и како што спомна во мојот претходен одговор, значи присутна е и аплицирана во зависност од индустријата и во зависност од апликацијата, различни методологии се користат. Значи во наједноставен пример би било во нашето секојдневие, кога сме онлайн на некој сајт каде што многу добро го знаат нашето однесување, над тоа што се само тие cookies или лесни некои лесни пристапи за препорачување на продукти, веќе и вештачката интелигенција се применува за нашето однесување да се предвиди и да ни се препорачаат продукти кои што во зависност од тоа каде сме, што правиме, ќе бидат многу моментални за нас и ние би ги купиле. Во индустриите како финанси или аналитика, значи има веќе машинско учење во макроекономски стрес тестови, значи се почнува се користи за апликација од предвидување на рецесија до како некои акции може да пораснат или да паднат, се користи за high frequency trading некогаш, значи различни кредит риск модели во компаниите за осигурување. Временската прогноза пробува да се предвиди за да може да се предвидат бизнис моделите и каде да се алоцираат најмногу или најмалку ресурси за да биде компанијата профитна. Значи интерпретација на текст или компаилирање на текст за каде што во фирми каде што е тоа потребно, автоматизација на процеси на производството, дали е тоа во медицина. Медицината се уште е многу строго регулирана и тој медицинскиот доктор е тој што се подпишува на дали се тоа диагнози или лекарства, но во некои случаи се користи вештачка интелигенција, дали да се помогне со робот во некои процедури или да се најдат различни алтернативи. Фармација, како што спомна порано колешките, телекомуникации и генерално најдобрата употреба е за машинско учење, за вештачка интелигенција, најпревалентната употреба
е за генерално работата на индивидуата или на инженерот да се поедностави и да се направи поточна и поконцизна поточни и поконцизни резултати да се дадат за да се има подобар резултат. Благодарам многу за дообјаснувањето. Подсетувам уште еднаш дека прашањата до панелистките може да ги поставувате во коментар на профилот на Ајден Македонија на LinkedIn во сегментот каде што е овој настан најавен. Слушнавме што се случува во светот, кои се светските трендови. Интересно е да слушнеме колку локалните бизниси реално прифаќаат решенија кои што се поврзани со и базирани на вештачка интелигенција. Симона Атанасовска ќе ни каже малку повеќе од тоа како представник од компанија која што нуди ваков тип на решенија на домашниот пазар. Од моето досегашно искуство, мислам дека сме малце назад со развојот. Значи, сретнував бизниси кои што во моментот иновацијата која што ја додаваа беше класичен, најобичен вебсайт, кој што беше актуелен пред повеќе од 10 години. Повеќето бизниси се кај класичните мобилни апликации. Може би тоа е така бидејќи локалните бизниси не се свесни за потенцијалот што го носи вештачката интелигенција и што се може да се направи со вештачката интелигенција за да се олесни работењето на нивниот бизнис. Така, например, ние во Кодбелеја изработуваме дигитални асистенти кои што можат да го зборуваат било кој светски јазик, значи можат да зборуваат на македонски, албански и било кој друг јазик со голема прецизност. Автоматизираме цели сектори. Резултатите кои што дојдоа после 4 месеци од дигиталниот асистент Славчо се намалување на онлайн интеракциите на агентите за 73% и 99% од сите интеракции на Славчо не завршиле на реален агент. Но ме радува тоа што веќе големите играчи, големите компании го препознаа потенцијалот на вештачката интелигенција и почна да воведуваат, како што е примерот со Славчо, да воведуваат паметни решенија кои што им овозможуваат полесно работење. Бидејќи се работи за помал број на бизниси, мислам дека во иднина ќе бидат запаметени како предводници на оваа промена кај нас. Логично се наметнува прашањето кои се професионалците кои што треба да работат во компаниите на воведување на вештачка интелигенција во процесите. За каков кадар всушност зборуваме? Порано со работа за вештачка интелигенција работеа луѓе што се магистри, доктори на науки, со еден збор научници. Веќе тој модел е променет, веќе не ни треба да бидете професори, доктори на науки за работа со вештачката интелигенција или па да викате гатачки во вашата компанија, па нели да ви ја предвидат иднината. Малку е сменет начинот. Она што е интересно што големите вендори од типот на Microsoft, Amazon и како имаат развиено алатки и системи за развој на развој системи за кои олеснуваат работата на AI инженерите. Значи, едноставно е денеска со drag and drop да изработите machine learning модел, доста поедноставно е начинот, за разлика од минатото, но сепак ќе кажем, не секој може да биде data scientist, не секој може да биде AI инженер. Сепак мора да се земаат во предвид и некои многу битни работи, како што е например, мора да има човекот да има познавање, добро познавање од бизнисот, додолку сака да изработи убав AI модел. Мора да има познавање од статистика и веројатност, со цел да биде успешен моделот. Мора да има познавање од програмирање, што е неизбежно програмирањето, посебно Python, и е број еден јазик кој што се користи во машинското учење. Да не збориме дека оние податоци што се добиваат од анализата, мора некој да ги прочита тие податоци, значи мора да постои аналитичка вештина.
Да не збориме дека човекот мора да поседува и комуникацијски и колаборацијски вештини. Но секако најбитниот елемент за некој да се занимава како AI инженер е дека мора да сериозно да учи и да работи на ова поле. Морам да кажам дека во Семос Едукација доаѓаат слушатели дури што не се со IT бекграунд. Многу интересен ми е финансискиот сектор и тоа луѓе со познавање на добра статистика, луѓе што ја буквално прават преквалификација на нивната кариера. Интересно е што започнавме пред 3 години, ја морам да ја пофалам компанијата A1, кој што започнав еден проект за дигитална трансформација, каде што беа меѓу првите од компаниите во Македонија кои што го обучуваа кадарот во Data Science, од изучување на R, од Machine Learning студиото на Microsoft, каде што после тие обуки они отворија цел еден одел за дата анализа, за Data Science, каде што сите оние модели и предиктивни модели што ги развиваат веќе им се нормална работа во нивните бизнис процеси. Така што вештачката интелигенција е една поширока област, да не се лажеме дека преку ноќ може да станете, но бара сериозно учење, не мора да имате IT бекграунд, но бара сериозно учење и се разбира математичка логика мора да постои. На A1 во врска со имплементацијата на решенија врзани со вештачка интелигенција, како течеше процесот, кои беа клучните предизвици со кои што се соочивте и дали имаше на некој начин можеби отпор кај вработените за дел од процесите кои што требаше да се имплементираат? Па како што спомнав и претходно, на таа платформа на која што работевме, наречена Сара, која што помага во планирањето и одржувањето на мобилната мрежа, учествуваа голем број на експерти од различни области, особено експерти од радиоаксесната мрежа, и тоа од 7 различни земји. Генерално тоа беше знање и искуство кое што е многу битно за да се развијат алгоритми и предикцијски модели поврзани со одредени use case-ови во мрежата. Но од друга страна, во еден момент се најдовме во ситуација дека за потребите на тој проект сепак во делот на machine learning и artificial intelligence немаме доволно знаење и искуство за да може проектот да продолжи со таква динамика која што беше очекувана во тој момент. Затоа, за таа цел одлучивме, таа задача да ја доделиме на партнер компанија, стартап компанија која што се вика Think Solvers. И генерално со големо искуство и знаење во таа област и мислам дека тоа беше одлично решение за целиот тој проект. Впрочем, такви слични бизнис решенија, односно бизнис партнерства, применуваме и во многу други области, каде што реално започнавме со имплементација на вештачката интелигенција. Симона веќе го спомена нашиот познат четбот Славчо. Генерално, тоа е еден многу успешен проект кој што го направивме заедно со Кодвел. И успесите не би ги повторувала, Симона веќе раскажа за нив. Од друга страна, во моментов исто така работиме со друга компанија на имплементација на слична платформа како Сара, но сега во сегментот на фиксната мрежа, односно подобрување оперативно и автоматско управување со оперативните проблеми од страна на вештачката интелигенција. Дополнително, Ирена веќе спомна, A1 Македонија е компанија која што веќе неколку години сериозно и масовно инвестира во новите компетенции на вработените и после тие инвестиции во знаење ние формиравме секако скромен, но функционален тим кој што започна да развива одредени предикцијски модели потребни за бизнисот. Се работи за кросфункционален тим кој што работи агилно, но сепак во моментов имаат доста предикцијски модели развиено кои што на некој начин на бизнисот му даваат индикација колку од корисничката база би можела да чернира, условно кажано, со наши зборови, тоа значи да не напушти, бидејќи е незадоволна од некои причини, да се предвиди врз основа на тој патерн на отидени, на чернирани корисници, што тоа значи за тие корисници што се уште се кај нас, која е предикцијата, односно веројатноста истото да се случи со дел од нив, што би требало да се даде како recommendation за да се направи нешто, односно да се спречи нивното одење.
односно да им се понуди нешто што ќе ги направи позадоволни во однос на денешната ситуација. Исто така се работи на предикцијски модели кои што на некој начин ни даваат индикација за нашиот Net Promoter Score. Тоа е еден битен параметар кој што компанијата го мери, практично го покажува задоволството на нашите корисници од било каква услуга која што ја добиле од А1 Македонија. Практично тоа е нешто што навистина многу ни значи и го земаме како сериозен параметар во секојдневното работење со цел да ги подобруваме процесите, да ги подобруваме сервисите, за да на корисниците им овозможиме супериорна услуга и секако да бидат задоволни од услугата што ја добиваат од наша страна. Така што генерално големите компании, па дури помалите, оние кои што ќе се одлучат да тргнат во правецот на имплементација на вештачка интелигенција од било кој аспект, дали тоа се работи за подобрување на ефикасноста на процесите или скратување на одредени бизнис процеси и така натаму, прво мора да се запрашаат дали ги имаат профилите на data engineer, data analyst, значи тоа се профили кои што мора да ги поседувате за да започнете една ваква приказна. Доколку тоа го немате на почетокот, секако партнерство со компании од рангот на Codewell и многу други е добре дојдено, но во иднина секако таков тим мора да се формира, а со тек на време тој ќе мора да се зголемува и секако знаењето во тие тимови од аспект на овие нови компетенции ќе мора да се зголемува, односно компанијата да инвестира во вработените во таа насока. Благодарам многу на споделеното искуство на компанијата А1. Со ова ја завршуваме денешната дискусија. Се заблагодарувам на сите панелистки за нивната отвореност и подготвеност да ги споделат своите искуства и знаења секако со публиката. Верувам дека ќе има позитивен ефект врз целото општество. Почитувани, ви благодарам што денес бевте дел од оваа конференција. Благодарам на А1 за конференцијата која што ни даде можност да разговараме кои се од исклучително значење за иднината на дигиталното општество и дигиталната економија. Верувам дека оваа конференција отвора нови видици и даде насоки за наредната конференција, во која тема ќе биде нов тренд и иновација кои ќе ги поместат границите на поврзаноста на современите технологии и работењето. За крај, ве повикувам да ги следите профилите на А1 Македонија за сите новости кои доаѓаат. Are you ready to grow? Innovations in technology are occurring every day, changing our world, our life, and our work at an unprecedented speed. In an era of increasing digitalization and changing business priorities, upskilling is taking on a new urgency. In A1, we value competence. To learn is to grow. The development and the growth mindset have become an integral part of our organizational dialogues. To equip our people in A1 Croatia and A1 Macedonia with needed competencies, we introduce A1 Future Hub. It is a unique learning program designed for all employees on all levels for their professional and personal growth, focusing on 3 key areas. Future Leaders Pillar enables leadership upskilling through 2 different development programs. New managers and leaders for the future. Future and Digital Skills Pillar will enable all employees to upskill themselves and prepare for new ways of work. It offers 3 programs: Talent for the Future, Learn Digital Skills, and Agile Organization. Expert Essentials Pillar will enable all employees to gain essential functional skills and expert knowledge, including soft skills. We in A1 believe that with learning and gaining new skills, we prepare ourselves for the future. I encourage everyone to envision their future self and start the journey of learning new skills right away. We, as a company, are here to support your learning journey, but the responsibility is in each of us to put the effort in constant learning, growing, and upskilling. A1 Future Hub is designed to impact and accelerate the implementation of the company's strategic goals, but more importantly, to prepare the A1 team for the future challenges in their current job and give them the possibility to advance their career. So are you ready to grow? Come on board.